Почитувани ги следите регионалните вести. Налепниците кои на инвалидните лица или на членовите од нивните семејства им се доделуваат од страна на јавното претпријатие Градски паркинг се чекор напред во насока на подобрување на условите за живење на оваа група граѓани. Од друга страна и понатаму инвалидните лица се соочуваат со појавата возачите да се паркираат на местата предвидени за лица со инвалидизираност. И покрај големиот број кампањи, апели и слични повици, во Тетово граѓаните, односно возачите, ги узурпираат местата за паркирање предвидени за возила кои ги користат лицата со телесен или друг вид инвалидизираност. Честа е сликата возач без инвалидитет да го паркира своето возило на просторот означен за лице со инвалидност. Главно приоритетно ни е да се обезбедиме услови за нашите членови, за да може да се паркира на паркинг, за да може да има ослободено место кај што може да се паркира. Тоа е нешто почнато, чепнато е малце да се работи, ама тоа е уште она тлее, значи не е нешто што е видливо. И има на неколку места паркинг, означени паркинг места, каде што се паркира нели под наводници луѓе кои што нема проблем со инвалидност. Значи такви кои да се паркира. Градов знаете како ги меѓудржават. Знаете дека не може, значи, преголема фреквенција на возила. И се кој човек трча на пазар, кој човек трча до општина, кој човек таму, тачно у моментот му е гајле, дали ќе паркира на место на инвалид, гледа да се заврши за 5 минути работа да се бега, за жал така. Сдруженијето на лица со телесна инвалидност, мобилност Тетово Гостивар веќе доставува списоци на членови од нивното здружение кои имаат возила за обезбедување на паркинг простор во деловите од градот опфатени со зонското паркирање. Се во најново време оформи општината агенција за јавни паркинзи, каде што задолжени сме ние како здружение, направивме контакт со одговорните лица на јавни паркинзи на град Тетово. Список треба да им доставиме за членовите само за град Тетово, кај што ќе бидат ослободени, нели да не се деси на непријатна ситуација, доаѓа па зема колата. Јавно си треба глоба да се плаќа од поголема сума на пари. Така да, у контакт сме списоците ги доставуваме, пошто низ Тетово има уште неколку здруженија кои што се бават со проблематиката на инвалидните телесни лица. Да го ажурираме само треба списокот, да го филтрираме за да не испадне нели она за дупли лица да исти список. Во текот на оваа недела треба веќе створиме, ви реков премалку, контакт со претпоставените на јавни патишта со господин Арсен, кај што имаме важно волја за соработка и за комуникација. Налепниците кои на инвалидните лица или на членовите од нивните семејства им се доделуваат од страна на јавното претпријатие Градски паркинг се чекор напред во насока на подобрување на условите за живење на оваа целна група граѓани. Ние имаме 750 члени. Со нашите членови лицата што патуваат, што има возила, дали родителот на инвалидното лице или самиот инвалид го вози автомобилот, имаме формирано членски книжки, кај што се доставува до фонд за агенција за патишта со одредени 4 диагнози на инвалидни лица, со само тоа автоматски, чим им е дозволено патарина да е ослободен од патарина низ Република Македонија, со само тоа и паркинзите ќе бидат ослободени. Од Сдруженијето на лица со телесна инвалидност, мобилност Тетово Гостивар се надеваат дека во иднина многу работи ќе се сменат, а функционирањето на лицата со инвалидитет ќе може да биде на слично или на исто ниво како во странските земји. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар.
До 31 март, кога истече вториот рок за поднесување барања за легализација на дивоградби до секторот за урбанизам на општина Гостивар, биле доставени 4072 барања. Согласно измените на законот, собствениците треба да ја комплетираат документацијата со геодетски елаборати најдоцна до декември 2017 година. Во вториот рок за легализација на дивоградби до општина Гостивар поднесени се вкупно 4072 барања. Бројката е очекувана и задоволителна, сметаат од локалната самоуправа, чии служби изминатиот период работеа со продолжено работно време за да одговорат на потребите на граѓаните. Граѓаните на општина Гостивар позитивно одговорија на нашиот повик и до 31.2016 беа каде беше и последниот рок за доставување на нови барања, до секторот за урбанизам при општина Гостивар беа доставени вкупно 4072 барања. Со овој број мислиме дека е задоволителен и истиот дојде како резултат на постојните повици од страна на секторот за урбанизам. Исто така тука да напоменеме дека општинската администрација се стави на располагање на граѓаните, овозможувајќи им на истите да ги достават своите барања. Собствениците на нелегални објекти кои барањата за легализација ги поднеле во вториот рок, должни се документацијата да ја комплетираат со геодетски елаборати најдоцна до декември 2017 година. Граѓаните пак кои барањата ги доставија во првиот рок, за геодетски елаборати имаат време до крајот на годинава. Првиот рок во општина Гостивар беа поднесени вкупно 8641 барања. До сега вкупно 50% од нивните барања се процесирани и граѓаните имаат земено значи правосилни решенија и истите им се доставува на граѓаните директно од страна на градоначалникот. Тука исто така и тука да ги повикаме граѓаните дека последниот рок за доставените барања во 2011 поминува на 31 декември 2016 за доставување на елаборати. Измените во Законот за легализација на бесправно изградени објекти беа донесени во декември 2015 година. Со нив рокот за поднесување на барања беше продолжен до 31 март годинава. Во Тетовскиот сектор за урбанизам во вториот рок се доставени 3700 нови барања за легализација на диво изградени објекти. До 31 март, кога истече вториот рок за поднесување барања за легализација на дивоградби, до секторот за урбанизам на општина Тетово биле доставени вкупно 11.600 барања. Во рамки на вториот рок, 31 март, биле доставени 3700 барања, а предходно имаше 7900. Од постарите барања, позитивно беа решени околу 3000. Инаку пролонгирањето на рокот за доставување геодетски елаборат за 1 година беше направена со цел на граѓаните да им се остави простор да имаат време за достава на елаборатите, кои се клучен документ во процесот на легализација, а на геодетските фирми ќе им се овозможи полесно да ја вршат работата, бидејќи со стариот рок немаа доволно време да ги изработат сите поднесени барања. Со новите измени и дополнувања на законот од последните, легализацијата некако се либерализира уште повеќе во корист на неизградените објекти, така да изгледа е решено до крај сите објекти да се легализираат. Ретко некој не спаѓа у група кај што не ги исполнува критериумите за легализација. Дури имаме и законски одредби кај што каже дека објектот може да се легализира и да е на речно корито, само странката да даде изјава дека во случај ако има штети од некои поплави, штетите да ги надомести сам. Се изработуваат разни програми кај што Македонија мора да биде вклучена, например GPS, без да се сите објекти регистрирани и евидентирани во катастар, и не можат да ги спроведат сите овие податоци што им треба. Само еден од примерите дека тоа треба да се легализират сите објекти. Тие што ептен пречат, не ги исполнуваат критериумите, алтернатива е да се рушат.
Согласно измените на законот, собствениците треба да ја комплетираат документацијата со геодетски елаборати најдоцна до декември 2017 година. По завршувањето на грејната сезона, како по некоја традиција, тетовци имаат навика да направат генерално чистење на домот. Освен освежување на старото, често размислуваат и за подновување на мебелот, во зависност од финансиските можности. Молерисување, фарбање врати, перење теписи, преуредување на облеката во плакарите се само дел од активностите кои се практикуваат со генералното чистење на домот. Како по некоја традиција, за тетовци така наречената генералка се случува по завршувањето на грејната сезона или пред прославата на големиот христијански празник Великден, кој редовно се паѓа во пролетните месеци. Целта е темелно да се исчисти и освежи домот. Обавезно дома у пролет, март и април се проветруемо и варосуемо и така мебелот го надуемо, го чистуемо, тепици оперуемо и све така спремуваме. Дали имате обичај по дома да правите генералка вака во пролет? Обавезно. Па мора да се прави. Великден иде, тоа мора да се направи генералка. Па нормално Великден иде, мора да се прави. Пролетната генералка е време кога се чисти и освежува старото, но и се размислува за купување на ново парче мебел, килим, бела техника и слично. Грејната сезона по правило го исцрпува секој семеен буџет, па за подновувањето остануваат многу малку пари. Како што ни изјавија тетовци, најчесто се одлучуваат да се потрошат за молерисување. Подновување е тешко. Времето е само за старо на старо, нема ново на старо. Ова време мало е кризно и мало потешко ново да се обнови, али старото го одржаваме. Ништо не останува, само за јадење и ние не стига. За варосување нешто? Па би требало да варосаме, мора да се заштеди па да се вароса, иначе не стига. Мала и пензија, мала и плате, тоа ти е. Нема, паре не стига за јадење, за буџет, како буџет? Варосување нешто? Така. Сами, нема пари за тоа. Како што ни изјавија во продавницата за бои лакови Дара Комотетова, од 1500 до 3000 денари чини само бојата потребна за бојадисување на еден стан со просечна квадратура. Според вработените, најголем интерес од потрошувачите за купување на бои лакови и разни четки има токму во пролетните месеци, непосредно по завршувањето на грејната сезона, а пред великденските празници. Во редовна сообраќајна контрола кај лице од гостиварското село Беловиште пронајден е пиштол кој го поседувал без дозвола. На стариот пат Тетово-Скопје се само запалило патничкото возило. При сообраќајна контрола вчера околу 23 часот и 30 минути кај 19 годишен жител од гостиварското село Беловиште пронајден е пиштол с броевка со празна рамка кој го поседувал без дозвола. Кај него е пронајден и метален боксирач. Лицето е приведено и задржано во полициската станица Гостивар, а пиштолот е одземен и ќе се вештачи. По целосно расчистување на случајот, против него ќе следува соодветен поднесок, кој ќе се процесуира во редовна постапка. Ноќес околу 2 часот и 40 минути на стариот пат Тетово-Скопје, пред автоотпад се само запалило патничко возило BMW со тетовски регистарски таблици, што го управувал 34 годишен тетовец. Огнот најпрво се појавил предниот дел од возилото, пошто се проширил во внатрешноста, причинувајќи вкупна материјална штета, која се проценува на 245.000 денари. Со интервенција на тетовските пожарникари, огнот за кусо време е локализиран. Нема повредени, извршен е комплетен увид и се утврдува причината за опожарувањето на возилото. 24 годишен кичевец кој се сомничи дека во гостиварското подрачје изврши 2 разбојнички повеќе тешки кражби. Вчера со соодветен поднесок изведен е пред судија во претходна постапка на основниот суд Гостивар, но осомничениот определена му е мерка притвор во трајање од 30 дена. Во вечерните часови тој е предаден во затворот во Тетово. По повод Денот на здравјето, утре четврток 7 април, приватната здравствена организација Бамикор Медика организира бесплатни прегледи. Традиционално, како и секоја година и оваа година во пресрет на Светскиот ден на здравјето, приватната здравствена установа Бамикор Медика повторно организира акции за сите пациенти, бесплатни консултации, мерење на крвен притисок, ЕКГ, лабораториски услуги. Исто така и стоматолошката ординација се вклучува во ово одбележување со бесплатни прегледи и чистење на забен камен и полирање во период од 9 до 13 часот.
Ваквото одбележување е воспоставено од магистер специјалист доктор Раско Митовски, основачот на првата приватна здравствена установа Бамикор Медика во Тетово и пошироко пред 23 години. Исто така во чест на овој значаен ден на здравствените работници, одбојкарскиот клуб Бамикор ќе го одржи својот традиционален турнир на одбојкарското игралиште во ПЗУ Бамикор Медика со почеток во 17 часот. Од 87.128 лица кои теренски беа проверувани, 37.435 лица не биле пронајдени дома, покажуваат податоците од теренската проверка на спорните гласачи на Државната изборна комисија. Членовите на ДИК од СДСМ сметаат дека избирачкиот список не е прочистен, додека за членовите од ВМРО ДПМНЕ останува уште малку работа. Виолета Дума вели дека прочистени се само починатите лица, а за другите се уште се врши процена во МВР. Силвана Бонева од ВМРО ДПМНЕ смета дека ДИК успешно е завршила работата, за да нема спорен ниту еден гласач. Извршниот директор на невладината асоциација Мост Дарко Алексов вели дека представници на финансиската полиција биле во организацијата со барање за конкретни документи. Според Алексов, разговорите со инспекторите биле конструктивни и коректни и тие на вработените во Мост им дале рок од неколку дена за да ги најдат податоците кои биле побарани. Алексов оцени дека Мост цели 14 години работи и ќе работи согласно законските прописи. 20 на лица се собраа на протест пред законодавниот дом со барање за оставка од владата и слободни избори кои би се одложиле за во септември. Собирот го организираше невладината Цивил. И сметаме дека тие избори, слободни избори, може да ги организираат институции и влада која не е инфицирана со сериозни индикации за тешки криминали и злоупотреби на моќта. Бараме слободни избори, најмалку да се одложат до крајот на септември, ако не и повеќе. Европската комисија ќе го објави планот за реконструкција на системот за азил на Европската унија како одговор на мигрантската криза. Европската комисија, извршното тело на ЕУ, се очекува да ги објави предлозите во текот на денешниот ден. За сегашниот систем на ЕУ широко се верува дека е застарен и неправеден во земји како Грција, кои се борат да се справат со огромниот прилив на мигранти. Според сегашните правила, бегалците би требало да побараат азил во земјите каде пристигаат. Но така наречената даблинска регулатива се покажа како нефункционална кога германската канцеларка Ангела Меркел во август минатата година ја отвори вратата за бегалците. Една од можните промени за системот на азил на ЕУ е да се редистрибуираат мигрантите во земјите членки кои се на надворешните граници на Унијата. Задолжителната дистрибуција на приливот на баратели на азил веќе предизвика сериозен судир меѓу многу земји од ЕУ. Гласачите во Холандија гласаа на референдумот на 6 април за тоа дали да го поддржат или отфрлат договорот на ЕУ за продлабочување на економските и политичките врски со Украина. Гласачките места ширум земјата отворија во 7:30 часот по локално време за тоа дали владата треба да го ратификува договорот за стабилизација и асоциација на ЕУ со Украина. Гласањето не е обврзувачко, а другите 27 членки на ЕУ веќе го ратификуваа договорот. Анкетите на јавното мислење покажуваат дека мнозинството од гласачите на референдумот ќе гласаат со не. Таквиот резултат, освен во Киев и во Брисел, ќе се почувствува и во Москва, во Лондон и пошироко. Тоа секако ќе биде удар за Украина, чие население плати висока цена за барањето на поблиски врски со ЕУ. Британските опозицијски лабористи побараа од премиерот Дейвид Камерон да ги објави сите потврди за тоа дали платил данок во Велика Британија по критиките и сомнежите во лондонските медиуми за даночните аранжмани на неговото семејство, откако се откри дека името на неговиот починат татко се наоѓа во панамските документи. Интензивирањето на притисокот врз британскиот премиер предизвика Даунинг Стрит 10 уште еднаш да објави дека Камерон и неговото потесно семејство немаат офшор фирма или сметка во земја означена како даночен рај за заобиколување на даночните обврски. Денес имавме претежно сончево и топло време со локална облачност. Попладне наместа се услови за локални врнежи. Утринските температури се движеа од 5 до 13, а дневните од 17 до 26 степени.
Утре не очекува претежно сончев и надпросечно топол априлски ден. Утренските температури ќе се движат од 7 до 14, а дневните од 18 до 27 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме што и овој пат бевте со нас. Пријатно!